Кочани поставува камери на местата каде граѓаните одлагаат секаков вид отпад и креираат диви депонии. Состојбата е алармантна, бидејќи екосликата во Кочани е катастрофална. Ќе се постават видео надзори, бидејќи веќе сме сведоци на едно не знам какво однесување. Имавме некои призорни клетки, не знам како да ги наречам, каде во куфер беше исфрлено убиено или починато куче. Веќе ширеше страшна ареа по целиот регион. Второ, на истото место, каде по стоти пати ја расчистуваме депонијата, повторно се натрупува депонија како тоа да е место за одлагање на смет, а знаеме дека тоа е во дворот на музичкото училиште Ристо Јоруков, каде секојдневно се движат нашите најмлади што ги посетуваат часовите по музичка уметност. Освен камери, градоначалникот Грозданов најавува и ригорозни казни, бидејќи добриот збор и совеста не функционираат. Ние ги поминавме сите граници со нашата некултура и со нашето уништувачко однесување. Најавуваме ригорозни казни, максимални според законот, за кој еве јас ќе го барам отчетот од надлежните органи. Кои локации посебно ќе бидат обсервирани? Тие се тие места што по 10 пат или 20 или 100 пат ги гледате на нашиот веб сајт кога ги чистиме на нула, што би рекле ги исчистиме и каде за 10 дена депонијата е иста. Кочани подолг период е во екокриза, бидејќи јавното претпријатие досега немаше ниту ресурси, ниту соодветен план за да се справи со проблемот. Граѓаните како едва и да ја чекаа слабоста на јавното комунално претпријатие Водовод, па депонии се создаваат на сите страни.